Директорот на болницата 8 септември вчера се пожали дека поради преоптовареност на болницата со пациенти постои опасност од лекарски грешки, дека откажуваат апаратите, дека пациентите чекаат по месец до 2 за прегледи. Каков е ставот на лекарската комора по однос на ова прашање? Дали вие ќе реагирате на некаков начин? До Министерството за здравство се разбира. Па, еве мојот одговор може да се смета како реакција на изјавата што ја даде вчера директорот на Општата болница 8 септември. Јас верувам дека нашето здравство е преоптеретено, дека имаме можда поголема побарувачка од медицински услуги, колку што се реалните капацитети на здравството, но морам да подвлечам дека тоа што сме оптоварени не треба да биде образложение за намалување на квалитетот на здравствените услуги или пак, што се вика, за прогледување низ прсти за сторени евентуално стручни грешки кои што би на некој начин биле оправдани со тоа што се докторите преоптоварени со пациенти. Уште во 2006 година Лекарската комора на Македонија изработи критериуми и стандарди во здравството, и тоа по профил за интернистичките и хируршките гранки, кај што целосно се испочитува желбата на докторите и нивното видување. Така, например, во некои гранки на хирургијата, како што е окулистиката, потоа во оториноларингологијата, дури и се бараат 7,5 минути за прв преглед. Во основа, секој прв преглед бара минимум посветување од 25 минути. И во странство стандардите се исти. До душа, може би, некој пат кај професорите на терцијарно ниво, првиот преглед дури се закажува и како 30 минути да трае. Ама професорот дека тука станува збор за закажување преку мој термин, каже што се чека по месец или два, значи поместени се работите? Значи, морам да ви го кажам следното. Поместени се работите заради тоа што се термините исполнети. Сега, секој специјалист има одредено време кој му го посветува на болниот. Значи, при првиот преглед ви кажав 25 минути, не. Вториот преглед треба да однесе 15 минути, а сите наредни прегледи 7 до 8 минути. Кога се закажуваат пациентите, не треба само да се закажуваат сите како прв преглед и да го конзумираат целото време кое што стои на располагање на докторот во тој работен ден, туку да се направи одредена класификација. Тоест, докторот кој што ги праќа лекарите од секундарно на терцијарно ниво или од примарно на секундарно ниво, треба да одреди отприлика за каков преглед станува збор и што тој бара од специјалистот, односно субспецијалистот. И на тој начин, кога би се ова испочитувало, например, систематски преглед на цело тело, секаде бара минимум 35 минути. Значи, тогаш не би имало толкава голема листа на чекање. Ваквата ситуација е предизвикана од политиката на Министерството за здравство, пациентите од примарно здравство да се препраќаат во секундарно здравство, односно во градската општа болница 8 септември. Така што не само од Скопје, 40% од пациентите доаѓаат во болницата на преглед или на хоспитализација. Дали ќе влијаете на Министерството за здравство со своји сугестии по однос на оваа работа? Станува збор за опасност, ризик по самите пациенти веќе. Во тој контекст ве прашувам, дали вие би реагирале до Министерството за здравство, вие како ФЕЛАД, кој ќе одговара после ако се случи некоја лекарска грешка? Баш заради овие работи? Ако се случи лекарска грешка, одговара лекарот. Не одговара друг, затоа што лекарската грешка е грешка на лекар. Што се однесува до праќањето, јас зачув таа информација дека 40% од пациентите што се лекуваат во 8 септември не се од Скопје, туку се од другите делови на земјата. Веројатно станува збор за пациенти кои се хоспитализирани во 8 септември, кои доаѓаат таму на хоспитално лекување. Инаку, каква е смислата, ако е 8 септември здравствена установа која што работи на секундарно ниво, да кажеме од секундарно ниво Битола или Прилеп или Штип или Тетово, да се праќаат тука.
Дури можам да кажам дека Штип и Тетово се и универзитетски центри, таму имаме универзитети кои до душа се во зародиш, се уште не почнале клиничките гранки на медицината да функционираат на повисоко ниво. Но каква е смислата еден интернист од Битола да праќа пациент кај интернист во 8 септември? Семако во таа болница не се вработи исто така и субспецијалисти од одредени области, кои што се кардиологија, ендокринологија, нефрологија, хематологија и така натака, кои можеби не се диференцирани на ниво на секундарната здравствена служба во другите делови на земјата надвор од Скопје. Така јас гледам на тој проблем. Инаку, јасно е дека болницата не би требала да прифати оптоварување кое што е надвор од реалните можности на болницата. Не може да прифати се што ќе дојде и на тој начин ќе се наруши целата систематизација на работата во здравството. Значи самата болница треба тука да каже стоп, а не министерството веќе да креира некоја нова политика, друга. Па јас мислам, нема тука потреба од креирање на некаква политика. Да кажеме, секој упат кој што ќе дојде на терцијарно ниво, веќе го упатува специјалист од секундарната здравствена заштита. Веќе тука е првата бариера. Првата, да кажеме, лекарот од општа пракса. Се он што може да реши, он ќе реши. На второ степено ниво доаѓа секундарното и на третото ниво е терцијарното здравство. Во светот каква е работата? 75 до 80% од работите во здравството завршуваат на примерно ниво, примерна здравствена заштита, 10 до 15% на секундарна и 5 до евентуално 10% одат на терцијарна здравствена заштита. Бидејќи претпоставуваме дека терцијарната здравствена заштита треба да се занимава малку повеќе со научно-истражувачка работа, воведување на нови методи, нови техники, а тоа е во склад и во духот на новите измени и дополнување на Законот за здравствена заштита. Сега лекарите на терцијарно ниво се обврзани да воведуваат нови методи и тие методи да ги пренесуваат во установите на секундарно здравствено ниво. Само пак да се вратиме на времето и на можностите. Дали може некој да работи повеќе од толку што може да работи? Затоа што оваа работа е многу одговорна. Ако некој се нафати да преземе повеќе работа од колку што реално може да ја сработи, оти пазете, нашата работа во здравство секој пат мора да биде квалитетна. Неквалитетот значи стручна грешка и неквалитетот значи губење на човечки живот или губење на здравје, одреден процент или целосно, и тука стојат судските органи кои што тоа го санкционираат. Значи никако не смее да се дозволи заради премногу пациенти што доаѓаат, ај сега ние ќе ги наместо лекарот да види денеска 15 пациенти, пошто работното време му е да кажеме од 8 до 3 попладне, 15 или 20, сега он да гледа 40. Значи треба да се скрати времето кое се посветува на преглед. Ако се скрати времето, се зголемува шансата да се направи реален пропуст при прегледот, а тоа не е пожелно. Че ако бројот на стручните грешки почне да ни расте заради тоа што лекарите наместо 20 прегледуваат по 40 пациенти на ден, тогаш не е во ред. Јас, например, многу се чудам кога во примарна здравствена заштита ми кажуваат денес имав 130 пациенти. Па што значи тоа? Па на некој да му кажете добар ден, како сте, па ќе помине времето. Значи, во здравството не може на уштрб, значи на сметка на неквалитет да се зголемува обемот. И уште една друга работа, учинокот кој што сега го мериме само врз основа на број на прегледи, тоа е како примарен критериум, наскоро ќе дојде времето кога ќе се постави и квалитетот како многу важен критериум. И оваа работа што е направена 2006 година, не е тука криво Министерството, докторите сами ја изработија. Самите установи кажаа колку време им е потребно за преглед. А доказа за тоа што негде интернистичкиот преглед е 25 минути, во друга куќа е 15, во трета е 25 минути. Гледајќи го министерот за здравство шаренило, тој сега е во фаза да доведе до едно нивелирање на услугите, односно на времето кое што е потребно за пружање на услуга, што по мене е во ред. Ако еден интернистички преглед во Скопје 20 минути, каква е логиката да биде 15 минути во Битола или 20 минути во Прилеп? Значи, една нивелација по стручност секако дека ќе биде нужност да се воспостави. Чинам дека за тоа, за тие стандарди во работењето и формирана комисија при Министерството за здравство. Дори да се скратат лекарските прегледи, пак
сами рековте дека тука постои опасност. Значи луѓето се жалат затоа што не можат да дојдат на ред за преглед, се чека по 40 дена за преглед. Значи болницата е преоптоварена. Еве ваша препорака, значи, што би му советувале на директорот на градската болница 8 септември? Значи, како вие како Фела би реагирале на ова? Значи се случува нешто, човекот се жали. Како Фела, како председател на оваа есноска организација, сум да се обезбеди да бидат докторите безбедни. А ќе бидат безбедни ако работат во нормални услови. А нормални услови значи да видат, да прегледаат онолку пациенти колку што прописите налагаат. Односно колку ние како доктори сметаме дека е нужно да врз основа на искуството и знаење да му посветиме на еден пациент. Има разлики меѓу еден и друг пациент, секако, но сега зборуваме за некакви просеци. Што би препорачал? Јас ќе се повторам можеби пак, да не се превземаат обврски за кои што не сте во состојба, и тие тоа и го прават. Затоа се листите на чекање толку долги. Да кажем, ако имате вие 20 специјалисти во болницата и ако тие работат од понеделник до петок, секој си има одреден број на пациенти, точно се е прецизирано колку се посветува на еден, на втор, на трет. Искрено кажано, докторот кога ќе застане пред пациентот, знаејќи дека има пред неговата врата ред на болни кои чекаат, нема да го губи времето. Дури ако му е предвидено 25 минути да посвети на еден пациент, ако тој може да ја заврши работата за 10 или 15 минути и е сигурен во квалитетот на својата работа, он тоа ќе го направи. Значи болницата треба да ги враќа пациентите, да каже. Нема друго решение. Нема друго решение. Понатаму имаме на друга работа околу закажувањата која треба да се земе во предвид. Тој проблем не е само македонски, тој проблем е светски. Вие добро знаете дека секој ургентен пациент во секое време на денот и ноќта се прима во секоја здравствена установа, односно во најблиската здравствена установа, кај што му се пружа одреден степен на помош. А после тоа, например, некоја сообраќајна несреќа се случила во најблиската медицинска установа, кога ќе се пружи таа прва, да кажеме, или прв степен на здравствена помош, се транспортира, се носи во по напредната, да кажам, здравствена установа. И тој се прави. За ургентните нема право. Не можете вие некој што му пукнал чирот да го ставате на листа на чекање. Не. Овде станува збор за релативно, што викаме ние, ладни случаи. Значи пациенти кои што не бараат ургентност. Меѓутоа, што е проблем? Јас за тоа зборував и сега скоро на еден друг прес, че кога се прават такви списоци, вие не можете пациент кој што има карцином да го закажете после 6 месеци да дојде на преглед. Знаејќи дека тој карцином во меѓу време може да метастазира и после не му е од вредност никаков преглед. Значи вината не, а вие ја наоѓате во долгите лекарски прегледи, а не во политиката што се води сите пациенти да се препраќаат во градската општина. Не реков јас дека се тоа долги лекарски прегледи. Јас ви ја кажав спецификацијата на прегледите. Имате систематски преглед на цело тело, на сите органи кои бара реално најмногу време. Пак заради квалитетот да не се испушти нешто. Не можете некој да биде глув или да биде слеп на едно око и да напише да се е окей. Да прашам каде ја наоѓате вината за ваквата ситуација. Тоа. Вака да се разбереме. Лекарот кој што е на примарно ниво, упатува на секундарно ниво. Првата инстанца беше да се натераат лекарите по општа медицина да работат, не само да ги препратуваат пациентите на секундарно ниво. Јас ви кажам, ако се таа служба активира, ако 80% од болните тука им се пружи помош и се заврши работата, тогаш ќе се растерети и секундарната и терцијарната служба. Ние, може би, не сум сигурен, не знам како таму се работи, но не можеме ние да амнестираме доктори кои што само пишуваат упути. Оди на интернист, оди ваму, оди таму, да бидат обични триажери. Тие треба да бидат доктори. Тоа е едната работа. Втората работа е да често пати самите пациенти наложуваат, бараат од докторот кој што ги прегледува на ниво на примарна здравствена заштита, фамилиарниот. Јас сакам да одам ке специјалист. Јас имам право да одам ке специјалист и докторот што да прави во таа ситуација, тој треба да ја задоволи молбата, барањето на пациентот. Како ги коментирате последните случувања во здравството? Се распишуваат тендери за скапа софистицирана опрема. Еве последната информација дека министерот Тодоров
го раскинал тендерот со фирмата Визарис, како комората гледа на сите овие случувања во здравството? Јас не можам да кажам ништо, затоа што сум информиран онолку колку што вие новинарите мене сте ме информиране. Не ја знам реалноста на случајот и не знам што всушност се случувало. Од вас слушам прв пат дека тој тендер е раскинат. Ништо сум знаел дека за фирмата Визари станува збор, нити кој е собственик на таа фирма, така да јас сум председател на лекарите и не распишувам тендери и не можам да ви кажам околу тоа прашање. Како може да се порачуваат софистицирани апарати, што се разбира е добро, кога здравството не е подготвено да одговори на ова прашање? Значи, хирурзите не можат да ги читаат CD-ата што им ги даваат од радиологија за да можат да оперираат, не се мрежно поврзани во амбулантите и во операционите сали. Новиот закон за континуирана медицинска едукација и медицински факултети наложува на лекарите одредени процедури да бидат снимени, односно визуализирани и да се како такви стават достапни на барањето на јавноста, на семејствата и така натака. Особено в случаите кои се поврзани со едукација, некој редок случај, нешто интересно, нешто што не е рутина. Ова што го кажувате произлегува од трендот во здравството да се штеди. Порано, значи, ако се направи компјутеризирана томографија или се направи нуклеарна магнетна резонанца на цело тело или на одреден орган, тогаш Радиолошкиот институт ќе издаде слики, ќе даде 5, 10, 15, 20 слики и тие ќе се наредат на негатоскоп во операционна сала и тогаш хирургот ќе гледа директно во нив, точно каде ќе оперира. Сега, наместо да се издаваат слики, целата таа снимка, целата процедура е веќе видео презентирана, што е поубаво отколку да биде само мртво ставено на слика кај што нема динамика. Замислите вие на коронарографија, само со слика и тука е тесна, значи артеријата, а вака на ова што е снимено се гледа времето на обризгување на контраст, па се гледа проточноста, па точно местото на стеснување, па колку посто од контрастот минува низ стеснувањето надолу, колку се храни нели срцето под местото на стеснување, значи оваа работа е во предност пред она што е скелетизирано, што е окаменето дадено како слика. Проблемот е во тоа што она што е снимено, дали се поседува таква софистицирана компјутерска опрема во операционата сала или во амбулантата на лекарот интернист, односно на специјалист на секундарно здравствено ниво, па и на примарно здравствено ниво, за да може да го види тоа што кај конкретниот пациент било. За мене, например, еден фамилиарен доктор, и како е важно да може тој CD, тој компакт диск, да го стави во својот компјутер, да го отвори, да ги види тие работи, ќе знае на колку места, да кажеме, естествената коронарната циркулација, па ќе знае со каков пациент има работа, каков е ризикот да се случи инфаркт кај тој болен. Тоа не е само можност да видат. Да, али јас мислам дека таквата работа ево тренд да се нормализира. Не може некој да ви издава CD, а да вие не можете технолошка можност да го отворите тоа CD. Тогаш целата работа станува безсмислена. Значи, наместо да направиме нешто поубаво, помодерно, поприфатливо, правиме нешто што е неупотребливо. Јас мислам дека тоа се ситни работи кои ќе се брзо отстранат. Ви благодарам на разговор.